Средните училишта во нашава република годинава ја прославуваат 30 годишнината од денот кога во нив почна наставата на македонски литературен јазик. Со средба на генерациите, тој јубилеј неодамна го прослави и битолската гимназија Јосип Броз Тито, прво отвореното средно училиште во ослободена Македонија. Уште на 1 декември 1944 година, со решение на Поверенството за народна просвета при президиумот на АСНОМ, за нејзин прв директор е именуван професорот Крум Тошев. Гимназијата, во чии клупи учеа народните херои Стив Наумов, Елпида Караманди, Кузман Јосифовски Питу, Борка Талески, Мирче Ацев, Рампо Левков Левката и Лазар Колишевски, во која работеше силна партијска и скоевска организација пред и во текот на војната, свечено беше отворена на 5 февруари 1945 година, а предавањата почнаа следниот ден. Денес, во истите училници, со возбуда се сретнаа 30 генерации на гимназијата. 30 генерации матуранти, меѓу кои ги сретнавме и оние што тогаш, 45-тата, во гимназија доаѓаа се уште во партизанска облека, скоевските раководители, директорите, професорите и учениците, кои ја завршуваат гимназијата во оваа јубилејна година. Она заповед што ми од таму тргнав по пат. Тоа не беше така лесно патувањето да дојдеш од Скопје до Битола. Немаше ни возови, како што знаете и така, некако со некои средства превозни како да беше. До Прилеп дојдов, тоа е родно место мое, од Прилеп натаму некако се снајдов, дојдов тука. И првата работа што ми беше најважна работа беше да се уреди она состојба во која се наоѓаше тогаш гимназијата, бидејќи немаше никаква глава, така да речем, точно гимназијата. Па во исто време имаше и некои воени единици, оде се враќа, знаете тогаш уште фронтот не беше свршен онаму на север, тој покасно нали се сврши некаде во пролетта. И тука главно ги повикав сите наставници што ги познавав, што ми кажа отише тука што се наоѓаат. Почнавме прво со запишувањето. Тоа беше најважна работа, бидејќи луѓето требаше прво да се запишат, па после да вршиме нека друга работа. Потака го извршивме тоа успешно, ми се чини. Потака требаше да се разгледаат кабинетите, библиотеката, книги што не беа вретот и тогаш бугарската пропаганда имаше набуфтано во библиотеките се што можеше да се набуфта така. Некако поуредивме нешто што можевме, направивме 2-3 вида библиотеки, една за наставниците што би можело да се употреби, друга кога ќе дојдат учениците и така. На таа работа ја вршев бидејќи и долго време не бев тука, како што ви кажав, некаде дока и 5-16 јануари јас отидов за областен училишен инспектор, го замени другарот Љубен Лапе, тој беше дотогаш во областен училишен инспектор. Можам да се пофалам за овој мој престој овде, дека работите ни оде најубаво. Другар Василевски, дали се сеќавате на првите часови на македонски јазик? И покрај тоа што измина 30 години од наставата на македонски јазик во гимназијата, сеќавањата се уште свежи. Би го рекол следното: човек треба да биде најголем уметник на зборот или најголем мајстор на перото, за да го искаже или за да го опише чувството на учениците во тие денови на настава на македонски јазик во 1945 година. Некако тоа беше невообичаено. Ние, така речи, имавме средба за прв пат, после толку време, со нашиот македонски јазик. Професорите беа неверојатно непосредни со учениците. Тие нам во рамките на можното многу ни помогнаа да ја сватиме големината на денот кога за прв пат
во нашето училиште се воведе настава по македонски јазик. Ја започнав наставата на 6 февруари 1945 година. Првиот час по македонски јазик беше примен со големо воодушевување од страна на учениците, меѓу кои се наоѓаа и борци од народно-ослободителната борба. Јас, се разбира, им зборував за македонскиот јазик, за тоа како порано беше прогонуван, забрануван, не ни позволуваа да си зборуваме на мајчиниот јазик и дека благодарение на борбата што ја водеа југословенските народи и македонскиот народ, се здобивме со право да зборуваме на мајчин јазик и да создаваме култура на свој роден јазик. Се сеќавате ли на оние денови кога започна наставата на македонски јазик? Како да не, тоа беше одамна, пред 30 години. Јас тогаш бев први клас гимназија, што би рекле и сега први клас. Класен раководител ни беше Љупчо Стефановски, познат сега вајар, уметник. Ние бевме инаку пак истите другарчиња од претходните генерации што учевме во училиштата на туѓи јазици, порано на српски, покасно на бугарски, сега нормално кога дојдовме да учиме на наш јазик, малку ни беше и чудно. Но како и да било, тогаш нас не обземаше една радост нормална, затоа што за прв пат можевме на нашиот јазик да се зборуваме. Онака како што дома зборуваме, како што сме го слушнале зборот од нашата баба, дедо, мајка, татко, на улица како што се зборуваме, а не на туѓ јазик. Да речеме бугарски, тоа ние не знаевме, моравме да го изучуваме. Учениците го следеа секој збор со внимание и во понатамошното предавање им укажа дека сега ни предстои усилена работа над нашиот јазик и тоа не само по македонски јазик, туку и по другите предмети. Бидејќи ние немаме учебници, а треба допрва да ги создаваме. Исто така им зборував за тоа дека нашиот јазик е еден од најстарите јазици, тоа е јазикот на Кирил и Методи, и дека овдека е лулката, може да се речи, на словенската писменост. Јас сум ученик од првата генерација на ученици на македонски јазик. До тогаш наставата се одвиваше на бугарски јазик. Секако се сеќавам на првите моменти од наставата на македонски јазик. Тоа беа секако незаборавни моменти од животот, воопште, на сите нас, како ученици. Бидејќи за прв пат се предавало на македонски јазик, учениците еден дел учеле за време на стара Југославија, некој во одделение, некој во бугарско, така да тие мешале, а и ние наставниците, кои сме учеле во стара Југославија, исто така правевме известни грешки. Уште јазикот нашиот не беше ни оформен тогаш како во почетокот и повеќето се служевме со секојдневниот печат. Сметавме дека оттаму можеме да применуваме нашиот јазик. А тоа беше повеќето скопското наречје. Сона, со уење, така натаму. И известен период дури не дојде, значи граматиката на Крум Кепески, веќе почне да се ориентираме да обрнуваме внимание на самиот јазик. Јас сум наставник по физика и 1945 година за прв пат се изведуваше настава на македонски јазик. Учебници немаше и ние се служевме со постојќите учебници од разни српско-хрватски учебници и други учебници што беа од порано.
Меѓутоа, ние и преведувавме на македонски јазик, изведувавме настава на македонски јазик, а учениците немаја учебници и се служеа со тетрадки, пишуваја. Пополека зборувавме и тие пишуваја и после тоа си ги разработувавме лекциите убаво, систематски и тие добро ги разбираја и ги учеа. Низ оваа гимназија помина 6 народни херои и мислам дека тие навистина и дадоа на гимназијата нешто со кое може денес да се горде. И не само тоа, во време на војната, Скоевската, така силната Скоевска организација во оваа гимназија и борците што произлегоа од тука, мислам дека ни овозможуваат нас со вистинска гордост да го изговориме името на гимназијата во која се школуваме. И навистина за нас е чест да врвиме по стапките на овие херои кои тука го завршиле своето средно образование, на тие борци што се бореа за нас да ни го овозможат това. Гимназијата за нас е навистина символ на гордоста и на славата на нашето минато. Бев ученик во Битолската гимназија во еден познат клас 5 В. Од 42 ученици, 36 беа скоевци. Тој клас го викаа железен клас. Инаку бевме примени во Ској сите во домот на една наша другарка Ленче, сега Путинска. Сите заедно на еден, така ги викаме порано, форми жур. Тоа беа популарни форми, низ кои скоевците се собираа. Како да ви кажам, тоа секојдневие беше и возбудливо и драго, зашто беше тоа време на спознавање на себе си и некој вид определување, некој вид создавање на свест. Акциите на скоевците беа од штрајкови против плаќање на уписнината, до демонстрирање против фашизмот, изгонување на браниците, на фашистичката младина. Тоа беше една генерација многу комплетна, би рекол револуционарна генерација. Јас сум тука одамна професор, уште од стара Југославија, од 38 година. Во тоа време постоеше Скоевската организација во која влегуваше и прославениот народен херој Стив Наумов. Тој одржуваше состаноци со учениците, марксистички кружоци уште тогаш и ги воспитуваше младинците за национално ослободување на Македонија, признавање на македонскиот јазик и честопати јас во дворот од гимназијата со нив, со учениците, разговарав на македонски мајчин јазик, поради кое што честопати бев повикуван кај директорот и ми беше обрнувано внимание ако продолжам да зборувам на македонски јазик, дека ќе бидам отпуштен од служба. И навистина така ме преместуваа во Црнагора, Војводина, во Србија, но најпосле пак дојдов во Битола, кога се отворија нашите училишта и гимназиите. Првите позначајни акции на Ској беа сечење на дрва во Орелската планина за огрев на градот. Голи, боси, недоволно исхранети, под ниски температури, тие навистина прикажа еден невиден хероизам, елан
во сечењето на дрва за огрев на градот и за снабдувањето на фурните за печење на леп. Втора акција беше 45-та година на пругата Кременица-Живојно. Требаше да се стаса до рудникот за да се снабдува градот, а и другите делови на републиката со камен ќумур од рудникот. Тогаш еден батальон на младинци од гимназијата, скојавци членови на партија, 70 души, работеа на пругата заедно со работничката младина од градот. И на тој начин се создаваше еден контакт, една органска врска помеѓу средношколската и работничката младина во градот. Вие бевте директор во 1946 година во Битолската гимназија. Да. Тие години во мојата служба беа навистина најтешки. Бидејќи во гимназијата се одржуваше покрај редовната работа и курсови за военни лица. Бројот на преподавателите не беше достаточен. Така да тие морае да држат поголем, знатно поголем, можеби дупло поголем број на часови неделно, отколку што беше нормално. Покрај таа работа, тие беа задолжени да предаваат и на военните курсеви, кои се одржаваја пак во гимназијата. Поради немање на достаточен број простории, овие часови за военните се одржуваја навечер. Така да траеја не до 10, ами до 12 сата. За директор во оваа гимназија дојдов после покојниот Кирил Смичков, 57-58 учебна година и останав 7-8 години до 64-65 учебна година. Тоа е еден прилично долг период од 7-8 години, кој што секако оставил големи траги и на мојата психа и во мојот живот, затоа што драго ми беше да како ученик на оваа гимназија и во предвојна Југославија и за време на окупација можев да бидем и директор, да ги воспитуваме нашите ученици на свој мајчин јазик и да ги воспитуваме на традициите што оваа гимназија ги имаше од предвојна Југославија, па за цело време на окупација и после ослободувањето, кога тие традиции беа продолжени во социјалистичката изградба на нашата земја. Тешки беа тие години, но благодарение на големиот ентусијазам, волјата, желбата, потоа службата која што задолжува многу, постојано да бидеш меѓу млади луѓе, да ги следиш тековите на науките, да следиш промените на општеството, да бидеш постојано во контакт со младиот свет, кој млад свет не ти дозволуваат никогаш да остарееш, да гледаш пред своите очи како оформуваш луѓе кои што ќе бидат идни градители на нашата земја. Низ учениците на гимназијата досега за овие 30 години, од 45-та до заклучно со оваа година, поминале преку 28.560 ученика. Од нив матурирале заклучно со минатата учебна година 8.920, бројка што навистина е прилично за почит. Традицијата на нашата гимназија вистина е поврзана. Таа дала голем број на народни херои, денешни општествено-политички, културни, просветни работници, работници во стопанството кои заземаат прилично видни места во нашиот самоуправен социјалистички систем. Инаку што се однесува денеска, нашата младина ние денеска воспитуваме во марксистички дух, во дух на самоуправните социјалистички односи. Што би порачале на денешната младина? На денешната младина би го порачал следното: да ги следи традициите на ској, да ги следи традициите на своите предходници, кои што умеја несебично да оделуваат од себе за да вградат во темелите на ова наше денес.
Јас и верувам дека и сите други ученици кои што се школуваат во оваа гимназија се достојни и ќе им биде чест да ја продолжат таа традиција на доста јаката скоевска организација која што постои уште од пред војната. Тоа ни го наложува совеста и оние животи кои што паднале во војната. Видовме дека Мирче Ацев, Илпида Караманди, Стив Наумов и други светли имена кои што го осветлија името на оваа гимназија и воопшто историјата на овој македонски народ, кои што ги дадоа своите животи во борбата за да ни овозможат еден ваков слободен живот и слободен развиток нас, тоа ни го наложуваат секако да го продолжиме. И тоа е наша чест и должност. И останува сега едно чувство и на радост, но и едно чувство на нешто трагично. Кој гледам школските клупи, гледам колку време е изминало, а во исто време и некоја возбуда дека си припаѓал на таа младост.